Народе македонски, не сум тука да ви говорам за тоа колку ситуацијата е лоша. Сите знаете дека е лоша, ама има некои што не знаат. Уредниците и водечките луѓе на овој национален сервис, кој одамна тоа не е, ги држат луѓето во информативен мрак, по онаа добра стара формула. Ако не објавиме за она што вистински се случува, значи тоа дека и не постои. Затоа, на ТВ-дневниците, на сите информативни емисии, на овој национален сервис и на другите телевизии кои што се под директна контрола на власта, побрзо ќе чуете за новиот тостер на Топ Шоп, кој што може да го употребите и како пегла. Побрзо ќе чуете за лизгањето на земјиштето во Габон, за птичкиот грип во Кина, за антраксот во Јапан, за туларемијата, отколку што ќе чуете за повеќегодишното зверско газење на уставот, токму од страна на оние кои што управуваат со оваа држава. Тие бараат од нас да уживаме пред нашите плазми купени на кредит, да се давиме во пуканки и пиво додека ги гледаме нивните турбо фолк шоуа или фалшиви информативни емисии, наместо да го ставиме прстот на чело и да се запрашаме што толку погрешно тргна со нас, што толку погрешно и наопаку тргна со нас и со оваа држава. Сакаат да не видат покорни, спокојни во нашите домови, сакаат да не видат настрана. Нема повеќе да бидеме настрана. Никогаш повеќе. Одамна го пречекоривме прагот, кога да бидеш неутрален, беше многу удобно. Ако можете да и помогнете на правдата во борбата против неправдата, а тоа не го сторите, тоа значи дека ја помагате неправдата. Неутралноста значи застанување на страната на злото. Затоа, за да го разбудите граѓанинот во себе, за да го разбудите од долгогодишната дремка, мора да се разлутите, ама да се разлутите на вистина и да викнете на глас: јас сум слободен човек, мојот живот има вредност, мојата татковина има вредност и јас нема да дозволам некој безобразно да ја гази. Мора конечно да станете од удобните фотели и да се развикате колку што ве држи гласот. Луд сум и ова срање повеќе нема да го трпам. Луд сум и ова срање повеќе нема да го трпам. Благодарам многу.